До крајот на месец мај ќе заврши евалуацијата на понудите за асфалтирање на 12 улици во градот, проект кој ќе се реализира со кредит од Светска банка. Привршува евалуацијата на понудите за асфалтирање на улиците, дека до крајот на мај веројатно ќе биде завршена таа евалуација и почетокот на јуни, односно во месец јуни се очекува булдожерите да излезат тие 12 улици да ги правиме. Имаме пријавени 5, за сега не можеме да шпекулираме, да ги кажуваме имињата. Сите 5 до моментот на отварањето са исправни, меѓутоа сега треба да се проверат. Математички треба да се види условите исполнува, не исполнува. Углавном критериумите се мощне строги, мощне јаки. Ние ќе вршиме евалуацијата тука, а Светска банка се предава документите до Светска банка, директно во Вашингтон, и они ни дава согласност дали ќе оди или нема да оди. Општина Кочани ја замени водоводната инсталација во средната зона на градот, која беше градена во 70-тите години на минатиот век. Замената на водоводната мрежа во високата зона, според Димитровски, ќе биде приоритет на општината за решавање. Водоводните инсталации у Кочани се од, не знам, 70-тите години некои, и токму заради тоа, како што го наведов и у пресо, ние имавме замена на најкритичните места на средна зона, у центар на градот, и тие ни една немаме да ја испукала. Значи, она што се заменени со полиетиленски и дактил, значи со челик, со бетон, немаме пукање. Меѓутоа имаме на другите места, поготово на висока зона, потего таму околу Охридска, Скопска, таму не е многу лоша инсталацијата и наредна фаза ќе биде тоа изработка на проект, па и страмиот центар на градот, изработка на проекти и замена тие се. За изградба на колекторскиот систем прва фаза, Димитровски изјави. Евалуацијата и од страна на швајцарците за колекторскиот систем и пречиствателна станица, они ја водат првата фаза. Очекуваме дека до крајот на мај ќе имаме и консултант за да почнеме нашата работа. Значи првата фаза ја водат они. И таму